Дијан, добар ден. Стартуваме Косово повторно актуелно, односно уште поактуелна изјавата на Тачи, предизвика богами лавина реакции во Белград, на некој начин го уценува Брисел со обединување, ако може така се каже, на Албанија, ако не прифаќа, вели, две албански држави, нека прифати бар едно знаме. Бар едно знаме, да, но таа изјава тој ја даде вчера, а денешната изјава е продолжување на таа изјава. Српскиот председател Вучич денеска изреагира и рече, ја искритикува Европската унија и меѓународната заедница дека немаат никаква реакција и вистина 24 часа по изјавата на Тачи дека нема да прифати формирање на заедница на српски општини на Косово, Европската унија и меѓународната заедница се уште немаат никаква реакција на таа изјава, но она што како некоја забелешка би ја дал лично е и дека на српскиот председател Александар Вучич му требаше 24 часа нешто да одреагира, но тој изреагира и рече шокиран сум што никој не реагира и доколку продолжа така ние знаеме што треба да направиме, алудирајќи на тоа дека Србија е по секоја цена спремна, дури подготвена дури и да се вмеша на некој начин воено внатре во Косово доколку меѓународната заедница не ја попречи косовската власт да го изреализира тоа што сака да го изреализира. Според Белград, Белград обвинува дека Косово сака, односно Приштина сака да ги протера србите од северот на Косово и така да прикаже дека не постои друго население освен албанско на Косово. Но од друга страна реакцијата што ја кажа он се надополна и Сергеј Лавров кој е на посета на Токио, рускиот шеф на дипломатијата кој се разбира е од страната на Белград и вели дека на косовските албанци им е се дозволено во изминатиот период, па тие веќе и немаат некаков сенс до каде треба да одат. Оно што се случува денеска во Косово се нови апсења, уапсени се уште 20 српски полицајци, што би се чини дополнително ја подгрева атмосферата таму. Ќе видиме како ќе изреагира Европската унија и меѓународната заедница, но мора да се знае дека оваа акција се случува во време кога Европа е преокупирана сама со себе со овие избори, со овие проблеми. Да, некако се добива впечаток и предходните инциденти кога се случува, европјаните не се нешто, ако може така да се изразам, прекршија за не може да реагираат се во изборен процес, но мора да се знае дека на 1 јуни е закажана на нова рунда на разговори. Да, Андоновиќ, тоа сакав да те прашам, мртов ли е сега диалогот Белград-Приштина? Според овој потег на Приштина и подигањето на тензиите и позициите на Белград за кого тоа е неприфатливо, може да биде мртов и веројатно ќе видиме на 1 јуни што ќе се случи во Париз, кога Меркел и Макрон ќе се обидат да го вратат преговорот на преговорите на преговарачка маса. Но факт е дека и самиот Вучич изјави дека доколку Косово не го реализира планот за кој се обврзал со Бриселскиот договор, а тоа е формирање на заедничките српски општини на северот на Косово, односно на Косово, Белград нема што да преговара понатаму. Алудирајќи на тоа дека со овој потек Приштина на некој начин и официјално покажува дека од преговори нема ништо. Така, ќе се бавиме повторно со Косово како што изгледа. Само да дополнам дека како вест исто така е дека Србија и натаму ги има зголемена воената борбената готовност на својата армија долж границата околу Косово, што дополнително укажува дека можеби нешто се очекува. Ќе потсетам дека Приштина веќе најави дека у наредните денови ќе изведе нова полициска акција на апсење на преостанатите избегани, така да ќе видиме можеби и за викендот нешто ќе се случи. Така, ајде одиме во светот, односно Северна Кореја. Не знам дали би изненадил моментот, односно информацијата која што прострои дека фактички Ким Џонг Ун по неуспешниот самит со Трамп. Значи официјално испадна дека е неуспешен. Ова е прва информација дека испадна неуспешен. Неуспешен, екзекутирал своји соработници блиски. Да, го екзекутирал својот специјален представник во преговорите со Соединетите Американски држави со Трамп, што се случија во февруари годинава во виетнамската престолнина Ханој. Тој беше неговиот специјален представник, пратеник кој ги подготвуваше преговорите, теренот, учествуваше во преговорите и потоа како што велат, пропаднале и заради тоа е казнет. Информацијата дека тој е екзекутиран уште во март месец, а сега излегува таа информација. Наводно Ким Џонг Ун го обвинил дека е директно одговорен за неуспехот на овие преговори, но покрај него се ликвидирани уште
според агенцијата Reuters и некои останати представници на западните држави, 6 лица од Севернокорејското министерство за надворешни работи кои се обвинети дека се директно одговорни за неуспехот на овие преговори, а неколку умина меѓу кои преведувачката, неговата лична асистентка се во затвор ставени, бидејќи Ким Джонг Ун го ја обвинил личната асистентка и преведувачката дека лошо преведувала она што тој го зборел, па оттаму можеби Трамп и не го разбрал што точно сакал да каже. Во секој случај, јас само извлеков еден заклучок дека ова е првата група која настрада ради неуспешните преговори, да видиме што ќе биде у наредниот период онаа група што преговараше со Владимир Путин, па доколку нема такви ликвидации, ќе се покаже дека можеби со Путин бил поуспешен самитот него со Доналд Трамп. Очигледно дека севернокорејците не се ослободиле од старите методи. Па не се ослободени, но јас ќе кажам, ќе ставиме еве доза на шпекулативност, тоа го тврдат западните агенции, нема официјални изјави, но факт е дека Северна Кореја и официјално го потврди дека овие преговори биле неуспешни. Андоновиќ, кратко пред крај, исто така, бидејќи го споменавме Трамп е исто така неизбежен како тема, бидејќи со него секогаш и со неговата политика има нешто ново. Овој пат насочен кон Мексико, односно сега има зовривање на страстите со тие такси, односно царини што ги реализира своите две предизборни ветувања. Едното предизборно ветување е да ја спречи миграцијата, да ги спречи емигрантите, најави воведување на царини од 5% за мексиканските производи, за да се дисциплинира Мексико да не ги пропушта оној бран на латиноамерикански бегалци кои преку Мексико бегаат во Соединетите Американски држави, меѓу кои најголем број се од Хондурас, но и од Мексико. Сака да ја дисциплинираат владата, бидејќи податокот вели дека е околу 1400 мигранти дневно доаѓаат на американската граница, па со овие методи Трамп сака да ја дисциплинира мексиканската влада. Но јас само сакам да констатирам дека ги реализира предизборните ветувања, двете предизборни ветувања му беа дисциплинирање на економската моќ на Кина и мигрантскиот бран, и ми се чини дека еве почнува да ги реализира тие своји две главни најави, и доколку неговиот советник за национална безбедност Џон Болтон е обвинет дека оди по светот и пласира воени закани за воени интервенции, со сигурност Доналд Трамп е човекот кој тие закани ги реализира преку економски санкции, па така по Кина, која беше најголем трговски партнер и кој добија на некој начин царини дополнителни, сега и Мексико како втор партнер добива царини, па ќе видиме како ќе се одрази. Може ли голема, каков би бил, сигурно негативен би бил ефектот, меѓутоа може ли Мексико да се носи со овие санкции? Па јас не верувам дека може, тие веќе најавија дека ќе одат да се обидат да го преобратат Трамп во својата намера, бидејќи Мексико е многу зависен од Соединетите Американски држави, но факт е дека Соединетите Американски држави, јас ќе го поврзам тоа, веројатно позготвуваат терен, ке да не забораваме Венецуела е во Латинска Америка, веројатно стравуваат од поголем бран на бегалци, па веројатно Трамп и поради тоа ги презима овие мерки. Андоновиќ, ти благодарам за оваа анализа и твоето гостување. Почитувани, останете со нас, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ.